Во книгата Родени за трчање, американскиот тркач и писател Кристофер Макдугал го опишува изолираното племе Тарахумара, кое живее во кањоните на северозападно Мексико. Тој се восхитува на способноста на овие луѓе да истрчаат во еден здив дистанци од над 150 километри со неверојатна брзина. Трчаат речиси боси, со обични сандали и ретко се повредуваат. Тарахумарите не се супер луѓе, и оние под наводници обичните се направени за да можат да издржат долго трчање, вели Макдугал. Да ме видел како трчам по двојка на партизанска, сигурно би го сменил мислењето. Но да ги видел нашите денешни соговорници, би рекол: ете, гледаш? Во епизодата број 31 од подкастот Обични луѓе се запознаваме со двајца за наши сваќања прилично необични луѓе. Тие одат контра црногорската поговорка: ако можеш да седнеш, зошто да стоиш, и ако можеш да легнеш, зошто да седиш. Тие трчат и тоа, замислете, од кеф. Здраво, јас сум Елена Артовска, имам 24 години, сум од Прилеп и моментално живееме во Охрид. По професија сум и работам како софтвер инженер и слободното време го трошам во трчање на планина. Јас сум Антонио Карамфиловски, исто од Прилеп, како што спомна Елена, живееме во Охрид. Имам завршено дипломирано како компјутерски науки и инженерство. 5 години работам како Android девелопер. Елена и Антонио се партнери и во трчањето и во животот. Физички Елена е грациозна и тенка. Антонио делува силно, но некако некој што крева тегови и е на протеински прашоци. Делуваат смирено и ускладено, како да не брзаат никаде. Како почнале и кој од нив бил прв во нивното необично хоби? Поединечно беше тоа. Јас почнав нешто порано. Почетоците во планинското трчање, конкретно претходно сум спортувал и карате, кикбокс и други спортови, потоа планинарење. И како еден премин од планинарење во планинско трчање, тоест побрза форма на планинарење, беше планинското трчање конкретно. Тоа беше некаде 2015 година, а Елена запознав 2017. Да, јас кога се запознав со Антонио почнав рекреативно да трчам, односно во 2017 година. И тоа траеше 2 години, се додека не дојде 2019 година надпреварот во државно првенство за Skyrunning, каде што освоив 3-то место и имав право да учествувам на Европско првенство во Италија, каде што можам да кажам дека главен иницијатор беше Антонио за тоа. И тогаш почнав поактивно да се бавам со планинско трчање, односно со Skyrunning, и повеќе се спремав првично за надпреварот, после за секоја наредна трка. Пред да почнам да се подготвувам за разговорот со Елена и Антонио, единствено што знаев е дека тие трчаат по планини. Но нештата не се толку едноставни. И во оваа област има категории и прецизни дефиниции за тоа што е што. Помеѓу тркачите од различна возраст и потекло има такви со поголем компетитивен дух, но има и луѓе кои ова не го сваќаат како спорт со победници и губитници, туку како уметност на самодисциплина и надминување на стравови. Skyrunning, односно екстремно планинско трчање, е форма на планинско трчање каде што теренот е многу потехнички, има покарпести делови кои што треба да се истрчаат. Надморската висина може да достигне 2000 метри и наклонот на искачување треба да е минимум 6% од вкупното растојание. За поедноставно да се разбери нештото, можам да дадам еден пример, односно, например, една трка од 20 километри да биде, односно да важи како Sky Race, треба да има 6% наклон на искачување од тие 20 километри, односно треба да има минимум 1200 метри позитивна денивелација, односно искачување. Планинското трчање исто така вклучува делови односно не постои некоја конкретна разлика што би ги одделила, затоа што и во планински трки има вклучено такви технички секции и слично, меѓутоа кога ги има овие специфични карактеристики, тогаш влегува во таков тип на планинско трчање, односно Sky Race или Skyrunning. Логичната предпоставка за каков и да е спортист е дека тој треба да тренира и генерална издржливост, но и за конкретен надпревар или настан. Како тренираат Антонио и Елена?
Тренингот е поделен во неколку фази, односно не може да се започне директно со тренинг специфичен за таа трка што се спремаме. Еве, например, сега заврши сезоната за 2023. Сега следува за нас базен тренинг, односно тренажен процес, каде што сите тренинзи се на низок интензитет. Со тоа градиме една база. На таа база потоа додаваме малку поинтензивен тренинг и на крај иди специфичниот тренинг за конкретно за таа трка, каде што го симулираме теренот, симулираме тоа што ќе внесиме за време на трката, како ќе се одвива самата трка. Едноставно го симулираме се она што сакаме да се случи на трката. Подготовките за трка сепак не вклучуваат само физички активности, туку и многу пошироки подготовки. Треба да се познава теренот, да се предвидат можните предизвици, да се знае во што се влегува. Но како да предвидиш што може да се случи во тек на 20 или 30 сати на планина? Да, за секоја трка добиваме GPS файл, односно GPX файл, кој што има исцртано рутата, каде што се знае по која патека ќе се оди, која ќе биде искачувањето, на кои места ќе има контролни точки, на кои места ќе имаме окрепна станица, нели, кај што може да се освежиме и слично. Конкретно за скайранингот, менталната подготовка, односно психичкиот дел не е толку битен, меѓутоа кај ултратрчањето, затоа што исто тоа е на форма на планинско трчање, каде што нештото може да трае 20 сати, 30 сати, таму треба малку повеќе од само физичката спремност, затоа што за трчање до 2 до 3 сати физичкиот дел ќе го направи тоа да може лесно да го завршиме без да треба да надминиме таа граница, нели, каде што. Вие така мислите, 15 минути да трчаме ќе ментално ќе оболам, така што тоа е за вас кои што сте искусни во таа работа и викаш 2 сата големо чудо, всушност, нели? Зависи со какво темпо трчаш тие 2 сата. Она што ми остави посебен впечаток е мотивацијата за нивното трчање. Секако тоа е предизвик на издржливост и на работа на себе. Но тука има и друг момент кој повеќе има врска со убавината на глетките и на самото движење. После планинарењето сватив дека движењето едноставно потреба за мене, дека е нужна потреба и како преодна форма од планинарење, едноставно ми го задоволува естетскиот сегмент од нештото. Планинското трчање беше многу блиско до планинарењето, исто многу ме фасцинираше тоа што поминатото растојание е многу поголемо со кога трчаме, нели, за разлика од тоа кога планинариме. Иако Види, со кола е поголемо. Да, но во тој момент би ги изгубиле помалку работи би виделе попатно. А естетскиот, што значи естетскиот? Дека си на планина, дека е зелено, дека е зајди сонце, изгре сонце, во таа смисла? Па првично нели бараме некоја форма на естетика во се околу нас. Прво обкружувањето е такво, некогаш е сурово, не секогаш изгледа добро, меѓутоа на некој начин го постигнуваме, ако мора да е движење, барем нека биде некоја естетска форма на движење. Небитно од кој аспект би го задоволил, нели, тоа е субјективно, каде што естетскиот дел може да биде различен. Дури во сурови услови, самото движење во некоја белина, самото креирање на некоја линија може да биде естетски дел. Кои биле најубавите, а кои најтешките моменти со кои се соочиле? Најдобро нели кога излегува некаков видик, како што спомна, изгре сонце, зајди сонце, планини и слично, и какви пријателства стекнуваме за време на трките или на самиот тренинг. За животни многу често среќаваме срни, диви свињи, дури мечка со мали мечиња, кој што воопшто не беше опасно, иако такво мислење, барем јас лично имав, буквално не игнорираше, ништо не реагираше. Лоши искуства јас лично немам, за среќа немам ни повреди за време на овие неколку години што трчам, 5-6 години. Инаку можам да спомнам како лошо искуство за непредвидени невремиња,
кои што често се среќаваат особено на трки, нели, зашто трката има одреден датум и време кога ќе се одржува и не секогаш може точно да се предвиди какво ќе биде времето. Во однос на тоа, или исто како негативна страна може да биде некоја неконтролирана работа, како што се например грчови во нозе или слично. Другото мислам дека е се позитивно. На моја страна, како најтешки моменти, односно како најтешки делови во самото планинско трчање, би ги извел тоа што кога станува збор за некоја повреда која би ни лимитирала за време во тренаж, ако се случи за време на тренажен процес нема бидиме во можност да го направиме тренингот што сме го зацртале, што сме го испланирале, па со тоа мислиме дека и самиот резултат на крај ќе биде многу полошо. Не знаме кој ќе биде траењето на самата повреда, пробуваме да најдеме начин да ја санираме, меѓутоа со првиот тренинг сваќаме дека таа се повторува и слично. Исто така го спомнав, нели, ултра трчањето, односно трчањето на долги дистанции, на трки кои што знаат да траат дури повеќе од 30 часа, после тие 25-30 часа едноставно телото пробува да се самозаштити на секој можен начин, па така предизвика и внесувањето на храна, одредувањето на кое темпо е оптимално во тој момент, затоа што некогаш може и самото тело да не лимитира на места каде што може да трчаме, ние одиме. Едноставно после толку сати се е предизвик, да се остани буден е предизвик едноставно и да се продолжи да се движи кон целта, нели, за оптимален резултат на крајот од нештото. Кога станува збор за убави моменти, како што спомна Елена, тие се моменти што неверојатни моменти, некој изгреј сонце или зеди сонце, кога сме сами на некој планински врв е неописиво, тоа остава некои впечатоци во нас што не знам дали можам да ги опишам. И така околу тоа за животни, да, среќаваме често животни, ама тоа е нивна природна средина. Ние сме натрапниците во случајот и гледаме што е можно поетички да го поминиме нашиот пристап во нештото, затоа што ние сме кај нив, а не тие кај нас. Сепак најфасцинантно од целиот разговор е кога Елена, а особено Антонио, зборуваат за должината на патеките и времето поминато во трчање. Да не беше ова аудио, туку видео подкаст, ќе ме гледавте како ги гледам со неверување и се фаќам за глава. Најдолгата стаза сепак не значи дека е најтешка. Најдолгата до сега што имам истрчано е 170 км со некои 7000 метри кумулативно искачување. За колку време? Тоа беше 33 сати. Со одмор од колку? Одмор, немав конкретен одмор да спиам или нешто, меѓутоа на самите окрепни станици се задржував поготово во последните сати, затоа што имав и некоја мала повреда за време на трката, се задржував под 10-15 минути, гледаше повеќе да останам, затоа што окрепните станици беа во некои шатори, каде што беше малку потопло од надворешната температура, надвор имаше дожд, мраз и така не ни се излегува таа комфорна зона кон финишот, меѓутоа ова беше на Истра конкретно. И која била до сега најтешката стаза, таа во Истра? Па не би ја спомнал, како Елена што го спомна настанот UTMB. Тоа е на француски Алпи, се тргнува од Курмаер, од Италија, се завршува во Франција. Прилично техничка стаза беше, прилично долга, тоа има ето најдолго трчање до сега, тоа траеше 36 сати. Многу поразличен терен од тој што го имаме тука, што може да го симулираме, и затоа траеше толку долго, едноставно, многу потехнички терен, иако дистанцата не беше долга колку таа на Истра, меѓутоа имаше повеќе кумулативно искачување и траеше повеќе едноставно и потешко. Мојата најдолга беше на UTMB од СЦ, 57 километри со 3500 позитивна денивелација искачување. Тоа е настан кој што се смета за, можеби не најголем, ама еден од поголемите настани, каде што има одредени услови за да учествуваш на тој настан. Има различни дистанци на трки, односно има 57-100 км и 160 или 170 км. Сега за да се учествува на овој настан треба да имаш исполнети услови за ITRA, односно UTMB индекс. Такви поени се собираат на некои трки кои што ги има и кај нас или на поголемите трки најчесто.
Така да, ако имаш некој минимум кој што го исполнуваш за да учествуваш на трката, можеш, меѓутоа има други услови, например да си во неколку најдобри тркачи во земјата која што си роден, или да имаш некаков подиум на некои трки од светските серии и слично. Човек е кога пешачи сака да си го исполни времето или со слушање музика, или подкасти, или просто со внатрешни монолози. Што размислуваат тие додека трчаат? Мислите се најразлични од тоа. Првично, значи, сме концентрирани на нашиот перформанс. Тоа е кога сме свежи, кога мислиме како ќе завршиме трката, го внимаваме на брзината со која ќе се движиме, исто внимаваме на менаџирањето на тоа што ќе внесиме на следна контролна станица. Како што одминуваат сатите, мислите секако се менуваат, во случај да се појави некоја болка или некоја нешто ситно што наговестува на некоја повреда, тогаш нормално мислите се насочени таму, а во секако знае и да така малку и да неколку сати да поминат од самото трчање во некои по-опуштени размислувања. Едноставно нема нешто конкретно на кое што се насочуваме, затоа што никогаш не се насочуваме кон тоа да се фокусираме само на финиш линијата и ништо друго. Едноставно уживаме во самиот терен, во самото. Значи да не победите, не сте разочарани. Да. Во секој случај. Како реагираат на ова нивно хоби пријателите, колегите, семејството? Па на старт кај мене не беше баш прифатено, затоа што нема друга работа, па излега да трча целна планина. Меѓутоа, после тоа, едноставно тоа не влијаше врз мене. Околу колегите секогаш се фасцинирани од тоа што го правиме, ги раскажуваме нашите приказни случки, некојаш сме можда и досадни и наметливи со приказните, меѓутоа тие инсистираат да ги слушнат и слично. Генерално сме супер прифатени од околината, имаме поддршката едноставно за тоа што го правиме. Да, меѓутоа иако мислам дека да сме прифатени, мислам дека поголем дел од нив не се ни свесни за сериозноста на спортот. Сигурно, затоа што тој што не пробал, треба да има само добра фантазија да замисли што тоа подразбира. Да, зашто навидум добро звучи, као, трчаш по планини, тоа е супер. Ама трчаш веќе 2 вечери, не спиеш, не е баш седно. Кога некој од мирно седење, тотално неупатен во скайранингот, би сакал да почне да се занимава со ваквото трчање, од каде треба да почне? Планинарењето е многу добар влез во нештото, затоа што нели се врви по истата патека како и планинското трчање, меѓутоа на многу понизок интензитет, не се брза нигде. Прва фаза кроце. Да. И после тоа да се зголеми. Так. Која ќе ни станат спори планинските маршрути, тогаш преминуваме кон планинско трчање. А имате некоја ултимативна цел е тоа да го направам и да сумраат? Па немаме некоја таква, да, целите ги поставуваме како на едноставно имаме зацртано што би правеле следната година, меѓутоа не е тоа целта е да се помине времето во планина, затоа што на крајот денот ние трките не се ултимативно нешто во сето ова, туку поминатото време во тренинг, по сето тоа, затоа што често одиме дури настрана, патуваме настрана само за да искачиме некој планински врв, иако сме можеле тренинг да направиме на пократко и слично. Во викенд често одиме на повисоки планини, каде што треба нели да се качиме в кола, да поседиме уште некој сат во возење да поминиме, само за да стигнеме до одредена дестинација, затоа што сакаме да искачиме некој врв или поминиме некој дел од планината. Велат има 2 типа на трчачи. Едните бегаат од нешто, другите трчаат кон нешто. Од кој тип се Елена и Антонија? Па не би рекла дека бегаме од нешто, ама трчаме, нели? Трчаме да се подобриме себе си нормално, во секој поглед. Тоа не гледам причина што би бегала. Да, јас не би го дефинирал трчањето како бегање од нешто или трчање кон нешто. Едноставно, како што спомнав, ако движењето е нужна потреба, тогаш барем нека биде естетски на повисоко ниво, односно според моје субјективно мислење, нека биде планинско трчање.
Драго ми е што патеките по кои Елена и Антонио трчат, а јас бавно одам, се споја. Секогаш кога ќе стигнат на врвот на некоја планина, со задоволство ќе им мафтам одолу. Јас сум Милина Јакимовска. Ја слушавте 31-та епизода од подкастот Обични луѓе, волонтерски проект за животни истории на необични луѓе, професии и хобија. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Целосен транскрипт и повеќе епизоди на нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Ако оваа епизода ве мотивираше да облечете патики и да истрчате еден круг низ населба, ова е омилената песна на Елена за наслушалки, со символичен наслов Бестрашно. You say the hill's too steep to climb. Shining. You say you'd like to see me try. Climbing. You pick the place and I'll choose the time. Just wait a while for the right day. And as I rise above the trees,